Ова утро ве поздравуваме од Сдруженијето Отворете ги прозорците, кој што постои веќе 18 години и им помага на луѓето со посебни потреби да имаат пристап до асистивната технологија. Децата со посебни образовни потреби имаат право да имаат независен и достоинствен живот. Што се нуди овој центар, што се нуди Сдруженијето Отворете ги прозорците на своите корисници, кои се може да го посетуваат центарот, а ова утро ќе разговарам со Радмила Стојковска-Алексовска, која што е специјален едукатор, и со Драгана Дојчиновска, која што е логопед во ова здружение. Најпрво, Радмила, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро до вас, секако и до вашите гледачи. Драго ни е што денеска сте гости во нашиот центар. Да, оно што работи во изминативе 18 години, Отворите ги прозорците, е токму помош, односно пристап на лицата со посебни потреби до асистивната технологија. Што се нудите во овој момент, односно кој се може да ги користи вашите услуги? Да, Сдруженијето постои веќе 18 години и во овие 18 години првенствено е посветено на промоција и користење на асистивната технологија. Асистивната технологија представува алатка која што ги заменува стандардните функции и наша целна група со која што работиме се децата, младинците и возрастните лица кои што имаат некаков тип на попреченост или некаков тип на посебна образовна потреба, каде што асистивната технологија може да замени некоја стандардна функција, да го потпомогне образованието, да го потпомогне секојдневното учење, односно да го подобри на некој начин независното функционирање на децата и лицата со попреченост и посебни образовни потреби, се со цел да добијат поквалитетен начин на живот. Здруженијето, сршта всушност на Здруженијето е нашиот центар за асистивна технологија, кој што постои од самиот почеток во Здруженијето, и овој центар има за цел да обезбеди квалитетни и достапни услуги за сите кои што имаат потреба од него. Во моментов нудиме три типа на услуги. Нашата, да кажеме, најспецијализирана услуга и нешто по кое што не препознава околината е асистивната технологија. Нудиме процена на потребите од асистивна технологија и директна примена на асистивната технологија во работата со нашите корисници. Дополнително развивме услуга за рана стимулација, што значи примена на асистивна технологија во раниот стимулативен развој кај деца во период од 18 месеци до поаѓање во училиште, и исто така нудиме логопедска услуга повторно со примена на асистивна технологија, за што повеќе ќе ве запознае мојата колешка Драгана. Неминовно ни сите овие услуги како здружение ја даваме консултативно советодавната услуга на родителите, затоа што тие се активни партнери во сето она кое што го правиме. Како здружение работиме на делот на асистивна информатичка технологија, поточно наоѓаме начини како децата и лицата со попреченост и посебни образовни потреби да го користат компјутерот прилагоден кон нивните потреби. За таа цел користиме различни асистивни уреди кои што представуваат замена за стандардното глувче, зголемените статури, меѓутоа не секогаш овие асистивни уреди се доволни за да овозможиме пристапност на компјутерот, така што многу често се комбинираат и со пристапни опции, меѓутоа и со едукативен софтвер кој што е насочен кон подобрување на различните функции кај нашите корисници. Значајно е дека во Македонија за жал не постои едукативен софтвер и апликации кои што се на наставните мајчините јазици кои што се зборуваат во нашата држава, така што како здружение и како организација се трудиме да делуваме и во овој дел, затоа што многу е битно децата од најрана возраст да имаат пристап до содржини кои што се едукативни и пред се содржини кои што се на јазик кои што тие го разбираат и кон кои што може да пристапат. Да, она што е новитет од минатата недела, ги зголемивте вашите простори, односно имате поголем простор, дали може би тоа ќе придонесе да има и поголем број на корисници кои што ќе можат да ги користат услугите кои што се нудат во Центарот за асистивна технологија? Како што напоменавме на почетокот, Здруженијето постои веќе 18 години и во секој период од нашето постоење бележиме раст и развој. Прв пат во текот на овој период, поточно од
минатата недела имаме можност физички да го одвоиме делот кој што се однесува на центарот и делот кој што се однесува на проектните активности. Тоа се случува, не знам како да го представиме процесот, дали се прошируваме затоа што се зголемува бројот на корисниците или се прошируваме за да привлечеме поголем број на корисници. Од секогаш што самиот почеток на нашето постоење имаме листи на чекање, што значи дека интересот за нашите услуги е многу голем и да, со проширувањето имаме можност да прифатиме поголем дел од децата кои што треба и сакаат да бидат, односно ги остваруваат критериумите за да бидат корисници на асистивна технологија. Паралелно со тоа го прошируваме и нашиот тим, се со цел да излеземе во пресред на сите корисници кои што имаат потреба од нас и кај кои што асистивната технологија навистина може да направи некаква промена. Да, Радмила, кој се може да биде дел од центарот и како можат луѓето и децата кои што сакаат да го посетуваат центарот, досега кои што не се запознаени нели со овој центар, каде можат да се пријават и како можат да бидат дел од центарот за асистивна технологија? Наши потенцијални корисници се сите деца и возрастни лица кои што имаат потреба од асистивна технологија. Односно, во рамки на самото здружение постојат и во рамки на самиот центар интерни процедури според кои што нашиот тим ја прави процената на потребите од асистивна технологија. Во однос на тоа како може да пристапат до нас, ние сме здружение за кое што веќе се информирани и училиштата, поголем дел на родители, имаме одлична соработка со институциите. Меѓутоа, за жал, се уште постојат семејства и родители кои што не знаат дека постои отворете ги прозорците. За сите нив се наоѓаме во центар, поточно во близина на билната аптека, така што може да не посетат директно или пак преку посета на нашата веб страна, која што е www.openthewindows.org, може да се информираат и за нашите услуги и да го да направат на некој начин контакт со нас. Секој кој што сакал да не посети и досега, тоа продолжува и понатаму, го овозможуваме сето тоа, а потоа врз основа на проценката која што ја правиме во нашето здружение, заеднички, тимски одлучуваме дали тој корисник е потенцијален корисник на нашите услуги, доколку навистина е потенцијален корисник, започнуваме со работа, а доколку не можеме да ги задоволиме целите кои што корисникот ги има или не можеме да одговориме на неговите потреби, наоѓаме начини како да ги препратиме до посоодветно место кое што одговара за нивната состојба. Да, и како им го подобрувате животот на вашите корисници, односно кој е фидбек од тебе кој што го добивате вие? Во сите овие 18 години сме обслужиле повеќе од 500 корисници. Кај секој корисник направени се значителни промени. Можеби промените не доаѓаат веднаш и не се случуваат многу брзо. Потребно е време, меѓутоа имаме следење на нашите корисници и многу ни е драго што гледаме дека дел од нив веќе се успешни студенти, дел од нив се успешни вработени и имаат сопствена кариера, имаат независен живот, го подобруваме на различни начини. Можеби нашиот фокус најмногу е во делот на образованието. Доколку некој обезбеди пристап до образование, доколку има поквалитетно образование, прилагодено на неговите потреби, на неговите можности, веќе има поголеми можности и услови за поквалитетен живот. Затоа што колку порано ја вклучиме асистивната технологија и колку повеќе работиме со неа да ги минимизираме или пак да ги надминеме потешкотиите кои што ги имаат корисниците кои што доаѓаат кај нас, толку повеќе ги подготвуваме за независен живот, а тоа значи ги подготвуваме за конкуренти во средно, високо образование, понатаму конкуренти на отворениот пазар на трудот. Сето тоа оди во насока на промена и подобрување на квалитетот на живот. Дел од нашите корисници можеби единствено преку асистивната технологија имаа можност да бидат описменети и на тој начин нивните капацитети и потенцијали кои што ги имаат да дојдат до еден полн израз, така што имаме многу различни примери, меѓутоа кај секој корисник кој што доаѓа кај нас се прават значителни промени. Некаде се поголеми, некаде се помали и знаете понекогаш не зависи се од нас,
многу зависи од поддршката која што корисникот ја добива од семејството, понатаму од училиштето, од групата на врсници и од сите оние луѓе, професионалци, луѓе од неформални групи со кои што е обкружен, така што ние сме само еден дел од целиот мозаик, но со сето она што го правиме, нашите примери покажуваат дека го подобруваме квалитетот на живот на нашите корисници. Да, Радмила, каква е моменталната ситуација во образовните институции, во основните и во средните училишта низ Република Македонија, затоа што вие нели како здружение, како центар се трудите и работите да делувате и таму и токму таму да имате соработка и да ги обучувате и наставниците и образовниот кадар кој што работи нели директно со овие деца. Како што напоменав, во нашата суштина на постоење е Центарот за асистивна технологија, меѓутоа ние сме здружение кое што е регистрирано како граѓанска организација, така што во еден дел работиме и проектни активности. Заборавив да напоменам дека услугите кои што ги нудиме се бесплатни и затоа наоѓаме различни начини за да можеме да ги обезбедиме потребните ресурси за да ги обезбедиме овие услуги. Еден од тие делови и начин на кој што всушност ја промовираме и асистивната технологија е преку проектните активности. Генерално и досега нашето најголемо искуство е во делот на поддршка на инклузијата во основното образование. Стрикни сме затоа што се прават значителни промени, пред се промени во однос на законската легислатива. Законот за основно образование, концепцијата за инклузивно образование се документи кои што се инклузивни, навистина инклузивни и кои што на некој начин регулираат и ја даваат обврската на подготовка на училиштата за прием и обезбедување на услови за учење на секое дете. Ние како организација го поддржуваме тој дел. Обуките кои што ги споменавте се само еден дел каде што работиме директно со наставниот кадар. Меѓутоа, она што дополнително го правиме е наоѓаме начини како да ја анимираме не само училиштата, туку и пошироката локална заедница, да се мобилизира и да се насочи во поддршка на инклузијата на сите деца во образование. Во моментов поактуелна активност која што ја спроведувавме во изминатите 3 години, продолжуваме и во наредните 3, е проектот Инклузија на деца со посебни образовни потреби, кој што го спроведуваме со поддршка од Детската фондација Песталоци, и токму овој проект е насочен кон поддршка на инклузивното образование и обезбедување услови за квалитетно образование на сите деца. Во училиштата се случуваат промени. Веќе од она што е наше искуство, свесноста е на повисоко ниво. Бројот на деца со посебни образовни потреби значително се зголемува. Се повеќе имаме дечиња со посебни образовни потреби во основните училишта, се зголемува бројот и во средните училишта поради задолжителноста на средното образование, но се уште нели и секогаш верувам, не може одеднаш да се направат работите, е значајна поддршката која што ја дава секој од нас за да сето она што се прави биде поквалитетно и биде подобро. Драгана, вие како логопета во Сдруженијето Отворите ги прозорците, директно сте вклучени нели со корисниците и со децата. Каква се помош им нуди асистивната технологија? Најнапред би сакала да изразам благодарност што денеска сте наши драги гости во нашиот нов проширен центар за асистивна технологија. Нажалост, се повеќе можеме да забележиме деца кои што имаат потешкотии во говорот и во комуникацијата. Со некои деца работиме секако нели на стандарден начин, меѓутоа имаме деца со кои што треба да ја примениме алтернативната и аргументативната комуникација. За таа цел, во соработка со организацијата УНИЦЕФ, локализиравме апликација која што се вика Сиборд, која е бесплатна и е намената за сите лица кои што се соочуваат со потешкотија во говорот и комуникацијата, независно дали станува збор нели за деца или пак можеби за возрастни лица. Апликацијата е на македонски јазик.
Создадовме два гласа на македонски, односно гласот Кико и гласот Сузе, и секако имаме глас кој што е достапен на албански јазик, меѓутоа само во една женска верзија, односно гласот Хано. Јас сакам лимон. Јас сакам лимон. Јас јадам лимон. Јас сакам лимон, јас јадам лимон. Самата апликација нуди можност лицето кое што ја користи да комуницира, да се разбере полесно со средината преку символите кои што се представени на самата апликација. Има голем број на символи, над 250, меѓутоа секој кој ја користи апликацијата може да креира, да создаде нови символи во зависност од неговите потреби и можности нели во секојдневието. Символите можеме нели да ги менуваме според вокализација, меѓутоа може да ги менуваме и според оние моментални потреби кои што ги има самиот корисник. Може да се вметнат и сопствени слики на самата апликација, за се со цел корисникот кој што ја користи полесно да ги разбере символите и односно полесно да ја пренесе информацијата до средината. Потребна ли е, Драгана, посебна едукација, обука за да се користи токму Сиборд? Така, во изминатиот период, а секако продолжуваме и во следниот период, повторно ќе напоменам со поддршка на УНИЦЕФ, односно во рамки на проектот Инклузија на деца во предучилишното образование, нудиме поддршка на сите стручни лица, воспитувачи, негователи од предучилишното образование, полесно да ја совладаат алтернативната и аргументативната комуникација, меѓутоа и самата апликација Сиборд. Изминатиот период, тимот на Отворете ги прозорците креира и обука за родители, бидејќи се повеќе можеме да забележиме места каде што немаме достапни сервисни служби, па за таа цел родителите или пак блиското опкружување на децата да можат нели соодветно да го поддржат раниот развој на своето дете преку оние совети, насоки, активности кои што ги имаме на самата обука, следејќи ги да ги применат во домашни услови. Повторно, оваа обука е бесплатна и можат да ја најдат сите кои што се заинтересирани на нашата Facebook страна. Обуката е и на македонски и на албански јазик и како што напоменав, самата обука е бесплатна. Кон крајот на минатата година, бидејќи ги споменавме нели и градинките, со тимот на Отворете ги прозорците посетивме голем број на градинки, пренесувајќи информацијата за самата обука и нели се побрзо и полесно да се пренесе информацијата до секое семејство кое што има нели потреба од поддршка во одредени сегменти од развојот на детето. Драгана, кој се може да го користи Сиборд и секако за кого се е наменет? Дали има некакви можеби ограничувања и што се може да се најде подетално? Како што напоменав, апликацијата е наменета за секоја особа, за секоја личност која што се соочува можеби со моментална потешкотија во говорот и комуникацијата, како последица можеби на мозочен удар и слично, или пак можеби кај децата кои што се уште имаат потешкотија во говорот и комуникацијата, па самата апликација ќе помогне и во стимулирањето, меѓутоа и во самото моделирање на говорот. Оваа апликација не ограничува дека можеме да ја користиме само со децата од предучилишното образование, секако дека може да ја користат и учениците кои што повторно имаат потешкотија во овој дел, меѓутоа се нели во основно образование и се со цел да биде многу полесно применлива самата алтернативна и аргументативна комуникација. Во моментот колешките подготвуваат еден прирачник, водеч кој што ќе биде наменет токму за наставниците во основното образование. Драгана, ти благодарам за одвоеното време. Вам, почитувани гледачи, верувам дека и тоа како ви бивме од корис ова утро со сите овие информации кои што директно ги добивте од специјалниот едукатор и од логопедот во Сдруженијето Отворите ги прозорците. Сите вие кои што имате некаква потреба можеби од овие алатки, од асистивната технологија и од Центарот за асистивна технологија кој што го нуди токму Отворите ги прозорците, можете да ги најдете секако на нивната веб страница или пак да ги посетите токму овде во нивниот центар, да ги посетите лично, се наоѓаат во центарот на главниот град.